Иако веќе длабоко сме влезени во летово, сепак бизнис муавети со Фактор МК продолжуваат и понатаму. И овие горештини ќе се обидеме малку да ви ги направиме уште пожешки, ако можам така да кажам, или едноставно да уживате и да видите релаксирани со муабетите, бизнис муабетите. Јас сум Мишко Иванов, гледате уште едно издание. Овој пат ви представувам една приказна, бизнис приказна на една моја поранешна колешка која што денес се занимава со пиар. Се работи за Тања Лопарска. Таа е наша гостинка во бизнис муабети. Јас на самиот старт, пред и официјално да го стартуваме разговорот, нормално морам да ги поздравам нашите спонзори, Форма Нова. Доколку сакате да го средите вашиот дом, тие се секогаш овде и затоа и гласи она нивна парола, ако можам така да кажам, секогаш блиску до вашиот дом или до твојот дом. Форма Нова, наши спонзори во бизнис муабети на Фактор МК. Како што најавив, наша гостинка Тања Лопарски, собственик на Елемент Пиар, ќе имаме многу за што да разговараме, особено кога се во прашање парите, особено кога се во прашање бизнисите во овој дел. Каде почнува и завршува пиарот, а каде почнува пропагандата? Тања, добар ден. Добар ден. Како си? Супер. Кажа во најавата своевремено моја колешка, поранешна колешка, која што од новинарството отиде во пиар водите, но оно што може би привлекува на некој момент е, барем кога гледаме по социјалните мрежи, маратонец. Што е тоа? Тоа е оно што сега на ти или на вие, не знам. На ти, колеги сме. Те релаксира маратонот и кога ми каже дека трчаш 42 или 41, како? 42 километри, браво. Да. Ме релаксира, да. Пред 10 години почнав, случајно, преку другарка ми Марина, ме натера да трчам. Ме кај да видиш како е, прво реков, нема шанси ја да трчам, нема шанси тоа. И еве до ден денешен трчам и тоа баш ме релаксира, 4 до 5 пати неделно. Во исто време одам, вежбам други работи, пилатес. Сакам да сум физички активна, бидејќи како што се движат годините, како што старееме, треба да се одржуваме на некаков начин. Каде наоѓаш време? Трчам се валја рано, легнувам во 5 и пол летно време, затоа што потоа станува жешко, зимно време. И колку ќе истрчаш овака за да се? Па зависи од тренинзите. Имам тренер што ми ги дава тренинзите. Викенди обично трчам долго, по 2 до 3 сати. Ама трчаме во друштво и интересно е. А каде, на Кеј? На Кејево парк. Па нема во Скопје, каде или на Водно одиме, средно Пантелемон и назад, обично. Ние во Скопје треба да сме пресрекни што имаме убав Кеј, барем за трчање. Само во летниот период е премногу жешко, бидејќи ништо не е по цена. Да, и затоа се оди во парк најчесто. А возење точак или не? Не. Зашто Тања излезе од новинарството? Почна една акција, јас се сеќавам своевремено, не фиромираме како беше кога работеш уште во Канал 5 така. За тоа добив награда. Да, за истражувачко новинарство. Тргна тој дел истражувачко новинарство и од еднаш Тања се повлекува, оди во нови води, па отиде во и портпарол беше на Бранко Црвенковски. Затоа и не се врати во новинарството. После Канал 5 работев 6 месеци во вечер, тогаш Иво Лауринчич го презеде вечер да го раководи. Да, се сретнавме. Сега ми тикнува дека се сретнавме, да. Да, и добив понуда да одам во кабинет и во тој период ми беше интересно, но тоа ми направи пресврт во кариерата и за разлика од некои мои колеги кои се вратија во новинарството, јас мислев дека не е соодветно да се вратам во новинарството и почнав да учам сосема нова професија. Да, и мене ми е малку чудно и безвезално ми е некако кога одиш веќе да се враќаш, меѓутоа го прават тоа колеги. Се тоа е претпоставам различно искуство, иако е односи со јавност или со медиуми од она кое што сега го работи. Тања, како доаѓаш на идеја да правиш пиар агенција? Прво работев, после кабинетот на председател, 2 години работев во Имидж Пиар. И потоа одлучив да направам моја агенција, затоа што сметав дека имам капацитет да истерам сама неколку кампањи. И пред 16 години ја отворив Елемент Пиар. Да, добро, не ти беше страв? Страв ми беше затоа што немав грб. Значи, ја спомена Имидж Пиар. Ајде ќе кажеме, они се едни од пионерите кои што почнуваат. Баш ка живееме во едно поднебе
каде што треба да се мачиме да објасниме на луѓето зошто е значаен пиерот не само за институција државна, туку особено за компании. Сега влегуваш во една вода и си велиш почнувам, тоа е бизнис на некој начин, така? Не, тоа е секако бизнис. Јас од бизнис знаев нула. И се уште работим, викам, мене не ми се дава документи и пари, парите ќе ги потрошам, документите ќе ги изгубам, значи сум многу неодговорна за собствени работи. Но во тој период реков ќе пробам, па ако треба, ако не успеам, не успеам. 3, мислам дека претешки години за мене, први. Секој бизнис првите години се многу тешки, но издржав бидејќи многу е тешко кога почнуваш бизниса, кога немаш грб јас. Немав сигурни клиенти, немав грб, морав да се борам. Тогаш успеав да ги добиам за клиенти Житолукс и Прилепска пиварница, потоа дојде Витаминка и еден по еден како што зимаш брендови, како што ти даваат шанси, тоа не можеш да го заборавиш бидејќи тие први што ти дале добар. Па Житолукс ми се до ден денес клиенти, со Прилепска соработуваме, Витаминка ми се клиенти. Сакам да кажам кога ќе почне веќе, кога имаш имиња, веќе другите компании слушаат за тебе и така ја шириш фирмата. И сега тоа сам не можеш да го работиш. Претпоставувам има луѓе околу тебе, знаете како се шири кругот на луѓе. И тие луѓе кои што се вработени во конкретно во Element PR. Значи тие мора да знаат буквално. Јас претпоставам дека како новинарството поделени по редакции, тука поделени можеби по фирми или по институции кои што треба да работи и треба буквално се да знае за компанијата, за клиентот. Да. Но бидејќи се бизнис муабети. Задоволен си од обротот на пари, подценета е оваа работа кај нас? Колку пари од прилика може да се вртат во овој бизнес? Па не сум сигурна за сумите, бидејќи секој различно заработува. Се гледа тоа финансиските извештаи, може секој да ги види на крајот на годината. 3-4 компании имаат добри приходи во PR-от, но треба да имаме предвид дека обртите не секогаш значат дека сите пари се за во агенцијата, бидејќи многу од тие обрти се за организација на настани, за трети лица, значи за сепак. Да, треба звучник, треба, не знам, да се направи за организација, се што кога е во прашање организацијата, но има ли потенцијал овој бизнис? Има, да. Има, затоа што посебно со развојот на социјални медиуми, дигиталниот маркетинг и се останато, неверојатни се можностите сега, посебно со вештачката интелигенција, користење на ресурси од таму, не знаеме што може да се случи. Но тоа од друга страна може да види меч со две острици, значи секако. Ако порано претпоставам како агенција следите, например, за клиентот кој што пишува имало, не знам, 10 на 20, па ако сакате и 50 медиуми, вие сега имате еден куп портали, да не говорам за социјални мрежи. Се гледате? Се гледаме. Мора се да гледаме. Зошто мора се да гледаме? Затоа што најголемите кризи сега доаѓаат од социјални медиуми. Сега секој може се да каже, некогаш е во право, некогаш не, но морате да бидете свесни дека некогаш неговиот збор може да ви нанесе голема штета. Да, се шири како зараза, ми текнува дека, сега не сакам да споменувам, например, имаше од еден пост на социјалните мрежи поврзано со млеко, се направи една таква фама каде што буквално мораше компанијата да реагира. Тоа е, сега јас го земам како пример, имате еден мал милион примери каде што, например, дали е за воздух загаден или за било што, или за институции работите? Државни не. Не? Намерно или? Па до сега на тендери не сме се пријавували. Не верувам, една се пријавив на тендер, ме објави во медиуми и се откажа по тендерот. Затоа што сепак многу ми е важно кога новинарите реагираат да се повлечам, бидејќи јас секој ден комуницирам со новинарите. Мислам ќе беше. А зашто се сваќа кај нас тоа погрешно? Мислам, не правите кривично дело? Не правам кривично дело, но ако новинарите, генерално сите, ако некој се зашто да се создава негативна тензија без потреба, значи секој може без тие пари. И на крај ништо нема да ни смени ниту мене, ниту на нив, а јас сакам барем со колегите да имам коректен однос. Бидејќи сепак потегнав од новинарството, сум била новинар долги години. Битно ми е.
Го разбра ли бизнисмените моментот зошто е значен пиерот, дека не е Во Македонија, само да, во се Македонија, почесто. Да, се почесто. Се почесто се зборува за тоа, бидејќи порано ако беше можам јас да свртам 2-3 телефони да го решам проблемот, се сваќа дека не е баш така Ама едноставно. и треба и да им објаснувавте ли што значи пиерот во суштина, што значи комуникација со јавност на почетокот. Да, почетокот да, Тие сега породилни маќи, ако сакате да ги наречем. па во Македонија можам да кажам дека има на една рака што може да се избројат луѓе што вистински знаат да работат пиар. Јас сум среќна што сум учела од пионирите во пиарот во Македонија. Сум се надградила секако понатаму, но јас не мислам дека многу луѓе знаат да работат пиар, бидејќи сепак е специфична професијата. Па тоа е наука на некој начин. Да, ти спомна баш во некој од претходните интервјуа дека и самиот си проучувал, си учел Па учев да ја комуникација. магистрирав на односи со јавност, да. Па, јасно ти е колку е специфична работата и не секој може да направи вистинска стратегија за клиентот и истата стратегија да имплементира и при тоа да одговори соодветно на кризни ситуации, што кај нас е реткост. И сега, Тања, колку го имаме во вид или колку го имате во вид, например, кога се праќа одредена реакција каде што треба да се реагира под небието во кое живееме, македонскиот народ. Знаете, некогаш ние тешко можеме да се убедиме со луѓето која е вистината. Не, вистината е една. Не може да има пет така е. вистини. Значи не може да има Но пет вистини. некогаш истопати изговорена лага станува вистина. Знаете, и тоа е тешка борба. Да, за тоа и никогаш не треба да се премолчи некоја лага. Ако некој кажува лага, треба да се каже дека е лага. И да се борите да докажете дека во суштина тоа што го кажале. Затоа прашам колку луѓе се навикнаа веќе да веруваат, например, на Мишко по компанија, небето, на на компанија компанијата. веруваат кога компанијата има искрени намери. Ако гледаат дека има искрени намери и веруваат на компанијата. Ако компанијата сака да скрие нешто со давање лажни изјави, тоа исто така се гледа. Не можете да излажете јавноста. Нашиот народ многу пати го подценуваат и политичарите и бизнисмените мислејќи дека може се да помена, ама не поминува. Не поминува повеќе. Добро, колку пари се вртат во овој бизнис од прилика? Па не знам. Не знам, нема Милиони направено евра матем- има? Фирма? Не, вашата фирма. Генерално Општо, во не, бизнисот за пиар. повеќе. Има фирми во пиарот што имаат и над 2 милиони евра обрт. Само за пиар. Само за пиар, да. Па добро, тоа е сума која што за наши услови окей, а во светски рамки како движи? Светски Претпоставам рамки дека ние соработуваме со доста компании од странство, дел сме од 3 меѓународни групации. Значи паушалите што се зборуваат таму се Например, многу овие големи. сега пиар и маркетинг е Ние сосема- нешто слично сме со Србија во однос на цените. И Косово, да. Горе-доле сме Мислите тука дека со Србиве цените. се повеќе. Не се. Тука сме. Тука А сме. Србиве, српскиве бизнисмени или компании ја сватија суштината на пиарот? Многу користа таму пиар и таму интересно е што една пиар агенција може да работи за повеќе компании од иста индустрија, што кај нас тоа не е случај, ни треба. Мислам, мене според мојата логика тоа не треба да се случи, но тие работат. Например, може да работат за повеќе банки. Па добро, тоа и мене ми е чудно. Например, не може да Го работи за работат. Кока-кола и за Пепси. Сега јас ги земам како Да, ама како например пример. работат за повеќе банки, работат за повеќе, не знам, осигурителни компании. Си работат. Мислам, немаат такви клузули за ексклузивитет, а според мене барем чуди тоа е тоа, барем тој не, дел барем мен- тој дел е бидејќи ние сепак ги знаеме тајните на клиентот, што се вика, знаеме бизнис, ги знаеме целите што сакаат да ги постигнат за заеднички ги работиме за стратегија за постигнување на целите, но во Србија за тоа и бројот на клиенти е голем за кај некоја агенција. Кои се најзатворени кај нас за пиар? Некако имам чувство дека банките како да ми се најзатворени, имаат своји сектори таму и како да се најзатворени, Не а се се. најизложени на Не удар. се. Баш во последниве години, барем големите банки, гледам дека се премногу отворени и транспарентни во однос на комуникација. Имаат и соопштенија, многу се активни, ние работиме за една од банките, многу се исто како банка е активна, многу се отворени, многу се отворени како во комуникација, што е супер. Добро. А во светот? Кога се парите во прашање? Во светот, Например, еве свативме секако и луѓето веројатно гледаат, а веќе и интернетот, она што го споменавме и што го споменавте на почетокот, интернет, вештачка интелигенција и е достапно на луѓето, па веќе сваќаат во суштина колку е значен пиарот. Сега ќе го земам политичкиот момент, например, апропо Бајден и Трамп. И веќе тука луѓето почнуваат да сваќаат, па добро,
Нема ли некој кој што ќе го подочи? Некако и кај нас тоа. Во смисла Бајден да го подочи. Па и Бајден и Трамп, знаете, сите прават гафови правеа Во дебатата ја што ја Не, гледав. не говорам за дебатата. Да. Во дебатата нема сомнение за тоа што направи Бајден, дури и тој самиот имаше изјава, ако не се лажам, дремев, не знам што. Заспав. Задремав на, Да, джет лек имав. на дебатата, но се случувало председатели да прават киксови. Трамп ќе го посочам како еден не знам така феномен во маркетингот. Затоа што буквално прави се сам, има советници, ама мислам дека се прави сам и некако патот од Апрентис, од неговото шоу, го натера во некои други води, многу интересно. Ја гледав последната дебата, например, Бајден не се снајде и многу е лоша комуникацијата после лошата дебата. После дебата каде тука доаѓа пиерот на сцена, Да, каде што треба ама пиерот да во овој испере случај- што може. Па не успеа да го испере, затоа што пиерот кажа дека Бајден кажа дека имал джетлек после 15 дена кога се вратил од пат, мислам дека пиерот му кажа сосем нешто друго. Сосем нешто друго. И на крај излезе Па добро, тој проблематично. кој ќе му напише што да чита, дури го читаше и сега овде ќе направиш пауза, тогаш што тоа од идиот како беше, кога имаше, нели? Читаше од идиот Бајден некоја изјава, идиот е камера знаат луѓето што е и како завршува и тамо пишува доздоле, ви благодарам и има нели празно место и вели сега овде правиш Се пауза, сеќам, тој го се сеќам, читаше значи и се тоа. сеќавам јас, да. Но тамо се истурат страшно многу Да. пари во однос на пиар, во однос на комуникација со И консултанти, и плаќање на да. консултанти, да. Доаѓа ли такво време кај нас? Па, за политичките партии конкретно. Па да, мислам дека последниве неколку години веќе да, доаѓаат и странски. Чувствуваат потреба тие, доаѓаат и странци. Криво ли е што странци ви ги земаат парите? Не, мене не ми е, но странците имаат една мана. Кога работите кампања, морате да имате локалец, кој многу подобро го познава теренот. Бидејќи Менталитетот. Точно. Не секоја држава реагира, не сите луѓе реагираат исто. А на пример ако реагираат во Србија или во, не знам, во Словенија на еден начин, во Србија Да. на друг начин, во Македонија на друг начин. Ниту бројките, силите и колку и да гледате анкети и колку и што да правите, ако не го знаете менталитетот и вистинските проблеми, а не можете да ги дознаете за 2-3 месеци, не можете да направите добра стратегија. И тука е грешката. Странците имаат многу добро искуство што треба да го земеме како пример, како интересни моменти од искуството што го имале во други кампањи, но треба локалец да води кампањата. Веќе сепак локалците подобро знаеме народот што се соочува и затоа се прават и грешките кај нас во кампањите. Гледав еден страшно добар филм, постаре, додуше со Сандра Булок. Our Brand is Crisis. Да, нашиот бренд е кризата Венецуела или Боливија, не знам Боливија, каде беше. со председателот од И Боливија. каде што тој со рейтинг од не знам колку стигнува Ама до... тој е направен по вистински настан. Тој е направен по вистински настан и за луѓе кои што не имаат можност да гледат за да видат и за да сватат што практично значи пиарот, колку има меѓу другото и валка на кампања на конкурентските агенции. Но не се враќаме назад малку на македонско тло. Партии не работите затоа што ќе реагираат луѓе, други пак немаат мака. Зошто, одиме на бизнис, бидејќи ги работите компаниите, зошто прво мислам дека во Македонија се уште нема милиардери, што мене беше чудно. Мислам дека има. Јас овие што ги бизнисмени со кои што разговарам ми тврдат дека нема милиардери во Македонија. Добро, на Forbes не има неколку, јас колку што знам. Но мислам дека нема милиарда, но зошто кај нас е таа мантра да оние успешни бизнисмени се Не зборуваат. па не зборуваат Затоа што или се кај- плашаат. Затоа што кај нас, ако имаш пари, си ги направил најчесто на нечист мислењето кај луѓето дека си ги направил на нечист начин, бидејќи сепак сме држава која поминала процес на транзиција и мислиме дека секој што има пари, дека мора да има нешто направено зад кулиси за да се обогати. Па не е добро, ма гледаме ние и успешни компании во Македонија, има успешни бизнис приказни во Македонија. Има, Каде да. сакате, Многу и има, сега, многу има. но луѓето се плашат да излезат и да говорат. И сега, меѓу другото, идејата ми е и тоа да го разбиеме малку тој мит. Не сите бизнисмени, нормално најголем дел од бизнисмените
не се криминалци, нели? Тие што ако се криминалци би требало да Најчесто не се завршат. криминалци. Да, најчесто не се криминалци, ако се треба да завршат во затвор, меѓутоа се плашат и тие. Ние ги знаеме, Македонија е мала средина, но се плашат јавно да говорат. Па да, се плашат, затоа што предпоставуваат дека ако бидат премногу видливи, дека ќе имаат некаков проблем. Проблем од јавност или проблем од политика? Тоа е прашањето. Она што кога се договаравме, велев, каде завршува пиерот, каде почнува пропагандата, што правиме со рекетот за кој што ние сите зборуваме. И веројатно само зборуваме. Никој ништо не. Па нема докази дека се случила, само зборуваме. Еден период и во Македонија не се ни зборуваше. Се плашевме да зборуваме. Сега барем почнавме да зборуваме. Предпоставувам дека ќе се сменат, мора да се смени нешто, не може вака да оди. Мајве, во Србија, например, имаат проблем таму, ги кажуваат и без разлика на се, па ако сакате и во Хрватска, кај нас се отвара тоа помалку, меѓутоа, ајде да ги стимулираме ние бизнисмените, тоа се успешни бизнис приказни, на крајот Јас денот и мислам успешни дека приказни. секој сака да каже успешна бизнис приказна, пошто се тие ги има во Македонија, многу малце се зборува за нив, реално малце се зборува. А колку има што не ги знаеме. Јас овака со луѓе кога разговарам, колку луѓе има што имаат многу пари. Да, има. Реално колку, ама многу пари. Ама и бизнисот не има во Македонија најчесто. И бизнисот или му е во Македонија или не му е во Македонија, меѓутоа едноставно некој познавате изгледа толку скромно, толку нормално, просто не можете да претпоставите. Се кријат намерно, бегаат намерно. Не, некои луѓе тоа им е стил на живот, например, да бидат поскромни, да не будат очи. Наша генерација е воспитувана, барем ти знаеш, дека не воспитувале да не будеме очи. Односно да бидеме Чути си, треба златна пострана, средина, златна средина. Секогаш било таа златна средина и немој да се караш со никого. Прето тие менаџери се наша генерација сега и така се учени. Не возат некои бесни коли, не мислам имаат баш нормален живот, сите имаат фамилии, некои се дури дедовци, така да сусем се нормални. И треба да ги побараш. Мислам дека ќе прифатат да зборуваат за ќе сакаат да раскажат својата приказна. Тоа не нека ја раскажат, нека отворат, на крајот од денот тие плаќаат пари на државата, плаќаат даноци. Точно, имаат и многу вработени. Вработуваат луѓе, дел и од вашите комитенти кои што се станува збор за големи фирми кои што се извозници, кои што извезуваат на повеќе страни од светот. Така е, така. Каква е нивната перцепција? Имате проблем во обидување, би излези, не пофали се, туку кажи ја приказната, интересна е. Еден период во Македонија беа закочени сите процеси, не ќе да зборуваат затоа што се беше закочено последниве, не знам, 3-4 години, но ставно никако државата после ковидот како да се закочи. Ништо не се движеше и тоа сите го приметувавме, граѓаните го приметуваа. Од чиста административна работа, кодиш да завршиш до други работи. И не секогаш беа гласни, и тука можам да кажам дека, например, стопанските комори игра голема улога во актуализирањето на некои од проблемите. И сега, кога некој човек се соочува со проблеми, мислам дека му е последно да раскажува за бизнис приказната. А дали е проблем што ние, например, кај успешни бизнисмени, што ние не се слушаме? Например, јас сум имал искуство како новинар, кога правев патот до успехот и правам со еден успешен бизнисмен, голем бизнисмен во Македонија. И сега не сакам да го споменувам името. И после емисијата мене ми проаѓаат луѓе и ми велат: леле, каква интересна приказна, јас сум мислел дека овој човек е криминалец. Значи, ние уште сме табуизирани, уште имаме некои митови кога ќе те... Успехот не може никој да ти го прости, никогаш не верува дека сам си направил нешто, секогаш мора некој да ти помогне или мора нешто да си направил. Останува тоа, останува се уште, не е тоа променето. Претпоставувам и дека ради тоа не зборуваат, но гледам дека се почесто почнуваат сега, се отвараат. Да, на Forbes се појавуваат дел од наши бизнисмени кои што мислам дека треба да биде и за пофалба на некој начин. Сите ги знаеме кои се. Сите ги знаеме. На крајот од денот Македонија е мала и колку ние можеме да имаме, колку големи, 5-10 компании можеме да имаме големи кои што извезуваат. Говорам за големи компании. Ние треба да се срекни што имаме големи компании што вработуваат, но при тоа треба да бидеме свесни дека многу луѓе се заминуваат од државата и компаниите имаат проблем да вработуваат луѓе веќе. Нема луѓе, едноставно за вработување, тешко се наоѓаат кадри. Тоа е неверојатно, туку тоа е најголемиот проблем со кој што се соочуваат, особено па стручен кадар, ако сакате, не само и домашни, и странски компании кои што доаѓаат, сваќаат дека ние кубуриме со стручен кадар, но ние имаме многу грешки направено во чекори изминативи 30 години. Точно.
Како соседите успеаат тоа да го... Како една Словенија успеа? Не, секаде има проблем со... Не, една Словенија успеа во воспоставување на ред, точно се знае бизнис, не дека нема рекет тамо, не дека нема рекет има секаде, да не се лажеме, корупција има секаде, меѓутоа пак нели има некоја линија до која што можеш да одиш и линија каде што не смееш да го помениш прагот. Нашите проблеми во Македонија ги имаат реално и во регионот, и во Грција не може да најдат луѓе за работа, ни во Србија не може. Тоа е некако феномен иселување во периодов. Словенија има начин како да привлекува нова работна сила со оглед на тоа што, например, факултетите во Словенија, сите сакаат да одат кај нас да студираат во Словенија, бидејќи членка на Европска унија, и условите за македонците да студираат во Словенија се исти како за другите. Најчесто луѓето што студентите што во Словенија остануваат во Словенија, не се враќаат во Македонија. Така да нашле начин како да привлечат млада работна сила која ќе остане во државата. Да, ригорозни се таму, нели условите во Лјубљана не може да живеат одреден број на жители, тешко се добива жителство, тешко се добива државјанство, но привлекуваат млади. За разлика од тоа, ние во однос на образовниот процес, барем самите знаеме кај сме, што сме и колку сме. Колку фирмите се зависни од партиите или од државата и колку државата е зависна од компаниите? Државата е зависна од компанијата, бидејќи го полни буџетот, го полниме буџетот, односно сите компании, ние како индивидуалци го полниме буџетот. Но треба да има барем некаква комуникација, бидејќи компаниите сакаат да имаат правна сигурност, ако немаат правната сигурност што потекнува нели од владата, тогаш нема да знаат утре што закони нови ќе донесат, дали нови даноци ќе донесат, какви даноци. Сакаат бизнисменот да знае точно што му следува. Затоа што тој прави план за следниве 5 години. Да, бевме сведоци што се случи со солидарниот данок после ковидот, дека многу компании едноставно непланирано го дадоа солидарниот данок. После 9 месеци од кога требаше, што беше голем удар за дел од нив. Елемент PR прави добри пари? Не. Не? Не. Елемент PR имаат добри плати. Тоа е најважно. Вработените да имаат добри плати. Па добро, ама сте во плюс, така не работите во минус, така? Да. И сега како новинарката Лопарска или маратонката Лопарска или како сакате, од жена или дама која што мразела и не знаела со пари и со документи, еднаш доаѓа во ситуација да води бизнис? Па се научив. Се научив на собствените грешки. Најбоље да се учиш на туѓи грешки. Но јас се научив на собствени грешки, научив нешто од туѓите грешки и ги примени во мојата компанија. Прво правило е дека ако не ти се срекне луѓето на работа, ништо нема да направиш. Ако немаш добар тим, ништо исто така нема да направиш. А луѓето се срекни кога некој ги цени, а единствен начин да дадеш и колку ти можеш да му кажеш супер си се, супер, но ако платата не расте, тој не расте во фирмата, ќе си замина. Гледам да бидам коректна колку можам, не можеш секогаш со сите да бидеш скроз, нели, се случуваат проблеми кај нас, е професијата стресна, но гледам да бидат задоволни. И во исто така една сме можеби од ретките фирми што сме многу посветени на клиенти, во смисла не чекаме само да не кажат сега ајде да седнеме да направиме ова, него давам идеја ако видиме дека нешто се случува, ќе се јавиме ќе речеме мислиме дека треба да направиме нешто подноснова прашање што мислите. Им се допаѓа тоа, затоа што сме проактивни. Интересна е професијата. Не реагирате само кога има криза. Не. Сакам да кажам. Така? Најчесто не викаат кога имаат криза. Нови компании, бидејќи сме познати по решање на кризни ситуации од аспект на тоа дека не секогаш некои од компаниите немаат PR агенција и ќе им се случи криза, не знаат што да прават. Но добри сме исто така и по однос на имидж и репутација. Со компаниите што сме работеле до сега имаме големи резултати, затоа што не секогаш, тоа што кажа, не секогаш луѓето ја гледаат вистината, ние раскажуваме вистината. Како например, луѓето долго време не знаеа кога Октани беше клиент, можам да спомнам, нема врска, дека Октани произведува од 2014. Сите мислеа дека произведува и дека загадува. Тоа требаше време да се смени, со комуникација се смени. Да, така додека се сватија луѓето. Време некој што да помена. Некој треба време, но тука е тој момент каде што меѓу другото можеш да го информираш и да го едуцираш и обичниот човек. Знаете, вие
сега земавме ние Окта, сосем случајно. И сега некој во Берово кој ќе гледа, аве Окта загадува, и сега ти кој ќе му кажеш таа вест, вистинската, дека Окта, например, не работи 4 години, до оној во Берово кој што тврди дека загадува, стигнува многу касно. Сега веќе не, сега се социјалните медиуми тука. Така да полесна е комуникацијата. Сите сме на социјални медиуми. Македонија е феномен. Како е со манипулациите? Има доста манипулации. Значи тука, апропо последниот случај за кој што говоревме, тоа социјалните мрежи, медиуми се страшни. Тука како може да се реагира? Па може да се реагира во зависност од тоа колку ќе стане, нели, видлива веста. Некогаш се реагира и со официјално соопштение, со преземање на мерки, мислам во стилот го бараме начин како да објасниме нашата страна, но обично знаеме да го исхендламе и на социјални медиуми. Немаме проблем со тоа. Тогаш фирмите кога влегуваат во криза, и тогаш нели ала помагајте или доаѓајте што е ова што се случува, тогаш велат не прашуваме за пари, колку нема. Не прашуваат исто за пари тогаш, но кога се случуваат со криза сваќаат колку реално треба да вложуваат во комуникација, бидејќи ако вложува во комуникација претходните 5-6 години, може кризата немала да се случи. Тоа е она стратешко комуницирање за кое што ние постојано говориме и јас мене се радувам што голем дел од компаниите и почнуваат да ја сваќаат суштината на комуницирањето со јавноста. Не е само кога ќе има криза, да ќе го изгаснеме сега пожарот, па потоа ќе продолжиме понатаму. Скршави се или фирмиве? Или даваат пари за Не, даваат. Даваат? Солидно? Па да. Да. Сега ако правиме споредба например со во светот, нели кога ја споменавме Америка, таму има многу пари. Не се споредува пазарот, ние сме мал пазар. Ние сме мал Добро, пазар. ама вие работите и рековте дека се стратешки партнер така со повеќе агенции. Значи ние кога имаме некакво барање, например Google е клиент на една од агенциите, кога се испраќа соопштение, праќаме буџет и го прифаќаат најчесто Google. Мислам за Google не е проблем, или Facebook. Facebook не е исто клиент преку друга агенција. Колку е буџетот, баш ме интересира. Па зависи што бараат, некогаш бараат само соопштенија, некогаш бараат. Па зависи. Повеќе од просекот во Македонија. Повеќе од просекот. Да. Добро, не е време малку да се крене нивото, да се крене цените или криза? Нема. Или не сме и битни ние толку на мапата? Нема, навистина нема никогаш и нема објаснување зошто ви платиле толку. Реално Добро, ама вие кога доставите како велите ние кога ќе ја доставиме, карикирам Google или Facebook, не реагираат веднаш во ред. Па зашто Google и Facebook сваќаат колку е битна веста, они не праќаат соопштение за било што. Тогаш беше за обележување Google Street View и одеше автомобилот по Македонија и требаше да знаат граѓаните да не се вадат од памет дека автомобилот е. Тоа се гледа тоа толку интересно не беше нас кога гледавме вака оди да те фати на камера да те има. Да. Тоа за такви работи праќаат соопштение, не праќаат се што. Интересно ти е? Поинтересно е од новинарството? Јас уште не се наумам од новинарството и кога ме прашам. Не се умори. Новинарството има еден адреналин при работата. Не, ова сега само претпоставам бидејќи си дел знаеш што се случува, ова нема врска од тоа новинарство со кое што ние работиме. Да, мило ми е ти што го кажа тоа што не го кажав јас. Значи јас фатив убави години во новинарството. Најубавите години во новинарството. Јас сум пресрегна што имав и луѓе од кои да учам, и уредници од кои да учам. Јас кога се сретневе на пресови. Јас учев после други луѓе како уредник и навистина преубави години во новинарството. Што е поинтересно? Пиар или новинарство? Сега во моментов никој ми рече да бидам новинар, нема да бидам новинар. Нема? Не. Да читаш вести? Нема. Не. Нема. И мене коса ми седи. Ке требаше вести да се чита немаш. Али од ова не се откажам, ова ми е убаво. Меѓутоа од она идење на пресконференција. Подкастите се нова телевизија. Па подкастите и емисиите, тоа е она кој што ќе се развие, меѓутоа она веројатно не умори политиката и нас. Колку бизнисот е уморен од политика? Затоа што кога има избори во Македонија, нели она по правило ништо не функционира 6 месеци и тука најмногу реагираат бизнисот. Исто како граѓаните сакаат да си видат со секоја нова влада очекуваат промени некакви.
И ако ги нема тие промени на позитивно, ние, граѓаните и бизнисот се разочарува. Тоа е сосем нормално. Затоа што никако изминативе 30 години тапкаме во место и се нешто вака ќе тргнеме, па ќе позастанеме, ќе позастанеме и народот веќе па тргни од себе или јас да тргнам од себе. Веќе немаме трпение. И сакаме брзо, веднаш, сега, ако може нешто да се смени. И цело време кажеш, држава нема да се смени. Мора некојаш да се смени. Ако не се смени, А тоа тргнува од самите нас. да, ама мора некако да Снегот почне во нешто. дворот не може да ти го исчисти, крива е општината. Снегот во дворот мора сам да си го исчистиш. Не збориме за снегот. Па добро, збориме, или на пример, за- еве, просто пример или гледавме едно интервју пред да влеземе. Значи не може за лична исправа да чекаме редови и да чекаме после 6 месеци да добиеме личната исправа, патната исправа. Тоа сакам да кажам, организирана држава тоа не требаше да се го дозволи. И тоа да се случеше на друго место, ќе речевме види што се случи, а кај нас кога се случи ние бевме бесни. Тоа не треба да биде наше секојдневие. Ама страшното е што како поминува времето ние па некако трпнуваме. На пример, ние постојано говориме, јас постојано го давам како пример. Ние сега да поминеме на Партизанска, од Универзална до Боњаковец, една лента е зафатена со 4. Да. Така. Што Или треба јас кога прво возам од- на од едносмерна себе си? улица, секогаш имам кола што ми доаѓа од спротивна насока. Или кога трчаш, може ти излезе куче, се слушам дека имало Има змии, кучиња, да. така Има и трчаш змии, куче се. да. Некогаш ние мораме да тргнеме и од самите нас. Така е. Например, затоа што и кои се вработува, кога ги споменавте она чекање изводи и така натаму, промашување на име, Имиња. на презиме, Јас не можам да сватам како тоа се загубив на елементарни работи. Затоа што, кога ќе отидеме ние во Словенија, јас ја земам за пример, и има 2 ленти, третата е жолта. Се ние се возиме, ја везам, оди по жолтава, а не. Таму знаеме дека не треба да одиме по жолтава, овде патеките за велосипед, па оние пластиките, кои сакате, тие се голем дел се искршени. Сите застануваме на 4. Треба ли пиер на нас? Не. Или едукација? Не, тоа е до домашно воспитување пред се. И до Ама не бевме вакви. Сега кога ме вративте назад ние во времињата во Да, ама не бевме новинарството, вакви, ама- Ние се полоши ни станува на нас. затоа што да треба да тргнеме од тоа како ги воспитуваме нашите деца, бидејќи тие утре тоа треба да го прават. Затоа не треба да ги воспитуваме дека тоа е нормално. Јас тоа не го правам, не застанам со 4, ќе застанам и треба децата да ни гледаат нормално однесување за да знаат што е нормално и што не е. Живееме малце во општество со измешани вредности. Имате нелојална конкуренција на пазарот? Па да, Кој е пиерот? тоа е сосем нормално во секад има нелојална конкуренција. Тешка е таа борба? Не. Не. Квалитетот секогаш излегува на колку пиер површина. агенции во моментот Многу. циркулираат? Многу? Да. Има толку пари за да Има. живеат толку пиер агенции? Има. Ама бе, па колку движи пазарот во Македонија Па пари? не, има, само што секој Како секој рековте вие, 2 различно. милиони евра, така за една пиер агенција, така Да, сега има не обрт. звукувам, тој е обрт, така е? Обрт, да. Обрт. Тоа профит не е тоа, профит може и да нема. Ако е една, две, значи преку 10 милиони треба да се вртат во овој бизнес. Се лупам. Некогаш клиентот сака да плати помалце, оди кај друга агенција и ќе дојде пак кај тие што ги кажав дека се на една рака. Толку се. Она излегува дека на крајот ќе платиш дупло. Затоа што ќе отидеш да ги дадеш парите, нема да го добиеш ефектот кој што го посакуваш. Што сака нашиот клиент или како му објаснувате? Нашиот, односно вашиот. Што сака фирмава? Знае ли што сака од пиар? Најчесто знаат што сакаат. Баш денес И што имав ги разговор интересира? еден. Овде, например, го земам оној момент на општествено одговорна компанија. Големите компании имаат правила за однесување, Сите. знаат што Тие прават. работат баш по Нема ју гајле. стандарди, она што ги Не, велиме. немаме Да. таму гајле. По малите компании пливаат, но знаат да кажат имам сега проблем тука, сакам да направам ова, што мислиш дека треба да направам. Оставаат на тебе да кажеш твое мислење. И ние сме исто така најчесто пред да дадеме совет, правиме истражување, бидејќи не можете да дадете совет онака и сега види, мислам дека треба да видиш навистина што е проблемот. Бидејќи не секогаш клиентот тоа што го гледа е на вистинскиот проблем, некогаш е нешто друго. И најчесто правиме истражување на јавно мислење во однос на клиентот. И што ако клиентот е тој кој што е виновен? Дали клиентот некогаш знае Треба да е клиентот, ако е дали виновен, клиентот треба да се знае извини.
не да се извини туку, дали знае да ја прифати, вие да му речете, окей, овде сте сгрешиле, сега ова ќе го испегламе на Ако овој начин. сгрешиле, тешко е да го испегламе. Добро, да види, кај нас нема ни извини, кај нас никој не кажува ни извини, така? Не, почна да Но- кажуваат извини последниве години, порано не кажуваат, сега кажуваат, но Прифаќаат ли грешки? да. Ама не, значи кај нас човечка природа е нечисто да ни прифаќаме дека грешиме, а после ќе сватиме дека грешиме. Не сме суедни или? По дефиниција, не говорам само за бизнисмени, за луѓе ние сме. Па новинарите ние сме си суетни. Ама и бизнисмените исто така. Нормално е тоа, кога води такав бизнис сега од 1000 вработени ако има, некој да му каже види вака, мислам дека тука сгреши. Никого не му е убаво да слушне, но прифаќаат, најчесто прифаќаат. Барем до сега не сме имале проблем во однос на тоа. Обично, кога одите, тамо нема тендери кај компаниите. Има тендери кај компаниите. Да? Да, И да, тие на тендер одат? Па некој да, Па не, некој ако го приватна компанија или... Тендер. Мора да се види која агенција да одбере, за да која е подобра. Одиме на баш на тендер. Со стратегија, што мислиме дека треба да направат, зашто треба да направат, со цени, со се, со понуди. Тендер има некој. Да? Да. И што бараат на најчесто? Даваат Што ги интересира? Што ги барање, интересира? како ги гледаме ние нив, што мислиме дека треба да се смени во однос на комуникацијата, како да се смени, никој дури фирмите даваат и задача да решиш. Да? Например, каква задача? Кризна задача, например, криза си ми се случува, дајте ми решение за кризата. Сите речиси компании тоа во тендерите го имаат. Кај вас се места тендер или не? Бидејќи кога е Македонија во прашање. Не. Не, затоа што е овде чиста работа, јас затоа сум што човек точно- што не сака да Не, се... во овој бизнис мислев, не кај вас на не. елемент пиар, туку Не. мислев во бизнисот на пиарот, Не се мистат и знаеме кога се мистат и не се пријавуваме и викаме дај кажи да завршиме работа, мислам да се знаеме Аха, луѓето. аха. И во принцип има толку за соработка што мислам дека неизбежно е понекогаш и агенциите да соработуваат. Соработувате меѓу себе? Да, со некој- имате направено здружение? Не знам. Не успеа. Не? Не. Една година само А издржа. каде мислам дека ви е потребно здружение барем за заштита од она што го велиме ние нелојална конкуренција. Па не успеавме да го одржиме здруженијето. Не знам зошто. Не успеавме, само една година. Добро, тоа како и да е, еден ден ќе морате да влезете во здружение сите, бидејќи на крајот од денот, како велиш и самата ти, ние и комуницираме и соработуваме некогаш. Тоа генерациите што ќе дојдат после мене нека направат здруженија. Зашто сите се смеат, ама јас на вистина на годиниве што ги имам, а и ти преска зборувавме. Абе не збори така. Па не, Не ама спецува. многу работи имаме видено и некако сум, знаеш, кога ќе почнат да се повторуваат работите сум уморна. И мислам дека новите генерации носат нов елан за работа, што е многу битен. И тие сакаат да комуницираат меѓу себе, да се дружат, и тоа ми се допаѓа. А јас комуницирам со доста агенции, соработуваме. Ајде, бизнисот уште малку да го Ако. да го фатиме. Интересен ли е бизнисот во Македонија? PR бизнисот или општо бизнисот? Општо бизнисот. Интересен е, да. Интересни приказни има, интересни лица, интересни менаџери. Ту са менаџер, како велат, во бизнисот нема емоции. Имаат емоции. Сурови се, тоа сакав да прашам. Не имаат емоции. Нема, сите менаџери имаат емоции. Имаат емоции, не има едноставно, сепак имаат компании големи, многу вработени, не е баш едноставно. И знаат да се снајдат. Пример, сега кога ќе направам споредба како беше пред 15 години кога сум почнувала и сега со луѓето што работам, можам да кажам дека сите пораснавме некако. Добро, во одреден дел растеме. Расте ли регионот? Исто паралелно? Да. Ме изненади моментот на банките. Ја немав таков впечаток дека банките кои што се едни од моментално најкритикуваните. Јас имав Банките чувство дека имаат- не посветуваат некој внимание на пиарот, а често се на Многу се мета. општествено одговорни компании, многу се. То да, но често се на удар од обичните граѓани. Не, многу добра комуникација имаат сите банки, навистина добра комуникација и многу се проактивни.
Бидејќи јас кажав имаме клиент од банкарскиот сектор, сега да не правиме реклама на клиентот, ги следиме Добро, другите да нема банки. да фактурираме, ова е. Добро, нас Халк банка ни е клиент и они се многу активни, а и другите банки ги следиме и тие се активни. Стопанска банка има доста активности, Тутунска банка Да, и има Тутунска има, комерцијална Шпаркас имаат генерално. Има, кога вака ќе видиш има активности, комуницираат, имаат интересна комуникација, почна и комуникација со клиенти директна преку мелови. Ги Да, тие прифаќаат. Халк ми се интересни. Интересна Да. банка ми е овака во Да, во интересни развој кампањи се- имаат. И се поприлично проактивни. Апропо моветот, искрено не знаев дека ги работите Халк банка. Работат со неколку агенции. Да. Да, и многу добро работа, да. Тоа е турска фирма, сега еве Да. да не продолжувам. Тие повеќе слушаат од нашите бизнисмени? Македонка е девојката што е Девојката од одговорна пиарот, но од главниот маркетинг. мислам дека е турчин, Пидал така? е многу добар со комуникација, отворен е, прифаќа се, менталитетот ни го знае, со години е тука и е многу полесно за комуникација. Прво, кога ќе доаѓа странец, морате да му го објаснувате менталитетот, Не. чекате да знаете со кој имате работа. Не, најчесто знаат каде доаѓаат. Тања, колку, например, еден ден ќе влеземе ние во таа Европска унија, мораме да влеземе во Европска унија, колку тогаш ќе се отворат перспективите во овој дел? Не верувам дека е Во нешто тоа. однос на компании, во однос на фирми. Не знам. Не верувам дека тоа е поврзано со Европската унија, повеќе е поврзано со степенот на инвестиции кои доаѓаат во државата и заинтересираноста на фирмите од регионот за Македонија како сегмент. Ние на пример имаме клиент од Грција, која е огромна компанија и ги користи нашите услуги за пуштање соопштенија во други земји. Значи не одат директно во Лондон да испраќаат соопштенија, него не користат нас затоа што добиле препорака од наш клиент во Грција. Пример, сакам да кажам не дека ние нешто. И вие си наплаќате за тоа, така се Да, и услугата на се пример наплаќа. ние пуштаме соопштение во Италија, во Романија, во други земји. Поентата ми беше на пример колку ние ако влеземе во Европска унија, дали имаме пиар агенции кои што се спремни да учествуваат на тендер, не знам на Да. карикирам на Мерцедес. Да. Да земете да работите пиар. Може заедно со здружена агенција од регионот поголема што е, бидејќи ние сепак го немаме тој обрт што они го бараат. Апсолутно, да. Да конкурираме. Има Од знаење тој кај нас. аспект може ли да се отвори тој пазар, колку може да се отвори, но колку и да се Ама затвори? може и сега да се работи тој пазар, посебно со дигиталните медиуми можностите се неограничени. Затоа што кога споменувавме политиката, мене на пример исклучително ме нервира и ме нервирало кога ќе дојде странец да ви работи односи со јавност, да ви го работи пиарот. Ама странците носат знаење што треба да се искористи. Па и нека ме сватат. Например, последниот пиар на една партија личеше со бидејќи истиот човек, кампањата практично беше иста како на Вучич. Така? Си кажа, не треба ништо да кажувам. Добро, затоа зашто мислат дека ако дојде не знам странец, ако дојде американец, дека тој би бил подобар од нас? Да ја направи кампањата. Затоа што Или да го направи пиарот, да реагира во криза. Да. Нас право политичарите, дали тие имат поголемо влијание врз политичарите, затоа што вие не можете, например, на политичар таму, значи некој треба и да му викнете. Дека тоа што го прави не е воред, дека треба да реагира. Сега говорам за кризни моменти. Значи, примерот за политичката партија и за Вучич. Добро да и јас ќе кажам предпоставувам, СДСМ, што беше. Да, не, предпоставувам нема дека предаја, нема откажување од еднината, беше истото. Ја не криеме, две реклами имаше СДС. Така. Да, две реклами што ги прикажа. Ајде кажете ми колку пиарот може да влијае на промена на општото мнение. Во кампања никако. Ништо. Не, може. Во кампања не. Апропо филмот нашиот бренд е криза. Така? Да, за колку за еден месец? Да, ама таму малце специфична беше ситуацијата, ако се сеќаваш. Па добро, да, може, пазите, вие тука имате ситуации каде што тоа е моќта на пиарот да вие од таков рейтинг го направите. Само и ќе ти кажам еден момент што е многу интересен, мораш да го гледаш документарецот, бидејќи лицето што работеше кампањата за СДСМ е дел од документарецот на филмот Our Brand is Crisis и учествувал во вакво кампањата. Ова не сум го знаел. За тоа Ова не сум го знаел. Видео документарецот го има онлайн, интересна компарација. Проблемот е што
ние тоа што го гледаме во странство мислиме дека е соодветно за нас, а не е така, бидејќи кај нас под небето е сосем различно и треба да се има предвид треба да се има малце слух за народот, што сака да чуе, како сака да чуе и кои се желбите на народот. Во оваа кампања желбата на народот не беше да влеземе во Европска унија, туку беше да ги средиме работите од државата. И тука наративот веќе од старт е погрешен. И не се употребува негација во ниједна кампања, тоа е прво правило. Нема, не требаше да постои како збор, за разлика од тоа, ВМРО имаше одлична визуелна кампања, одлични пораки кои кај народот го направија тоа што го направија. Добро, кампањата во секој случај може да помести во одреден дел некои работи, но може и да ти уназади. Не целосно, и ако го видиш уште еднаш филмот, ќе видиш како фактички победи, бидејќи таму беше наративот ќе се, ако ме нема мене, ќе биде тука страшно, ќе има криза и кризата, тој што ќе дое не знае како да се справи со кризата, тој е неспособен, тој нема искуство, тој нема и народот се плаши кога ќе му рече некој криза, страф и се плаши, пропаганда, ама дали знаеш како завршува на вистина после тоа целиот случај во Боливија? После 2 месеци се случува После 2 месеци удар. се случува ударот, да. Значи не можеш ти таа приказна да држиш до крај и ветувањата што ги дава на народот после една недела не ги исполнува. Па не ги исполнува затоа што доаѓаат ММФ кој се не дојде тогаш дека ти прво ветуваш дека нема да го направиш тоа, па сега ќе го направиш. Гледам документарецот. Како и да е, интересен муабет кога е пират во прашање и како беше она колку се важни парите, толку се важни информациите. Информацијата е многу важна. Или, сега информацијата е најважна. Како беше, светот го вртат парите, но го вртат и сега информациите. Сега информацијата е важна. Кој има информација има и пари? Има ниски удари? Па не. Не. Политика има во тој бизнис? Дај на ова, дај на таа, или? Не. Ние до сега не сме имале никаков проблем. Па јас споминав неколку влади, немав никаков проблем. Добро. Интересно, во секој случај сте посакал многу успех. Колку години е на пазарот Елемент Пиер? 16. 16 години. Да. Зарем толку време помина? Да, киркаме 18 години. 16 години. Вака некогаш знаеш да се вратиш назад? Што направи се за овие 16 години? Еве првите 3 како беа оние тешки дека што видите, не знаев. Да. Тешки што значи тоа се позајмувавте, што пак пари треба? Значи зависи од моите родители тогаш, моите покојни родители. Со колку пари почнавте? Со 0. Со 0? Да, со позајмени пари. Да. И тогаш на времето беше многу тешко. Денес? Денес многу ми е полесно. Не треба да се грижам многу на први како ќе дадам плата. На колку луѓе давате плата? 15. 15 луѓе, да, спомнавме во разговор. Да, едно од најголемите сме. Со се вас? Да, едно од најголемите сме, најголемите PR компании. Доволно, мислам, тимот е доволно голем. Некој со мене се веќе 13 години, 12, така да. Веќе сите се знаете. Генерално се новинари или луѓе кои што работат? Дел има новинари, затоа што некогаш треба да се пишуваат текстови за клиенти од типот промотивни, нов производ. Сепак сакаме текстовите соопштенијата што ги пуштаме да бидат новинарски направено, не ме после да седнете и обично знаеш како тие се и треба да има сенс да разговара. Ако напишете 3 страни, а знаете, тоа им го објаснувате или на фирмите дека не пишувате по 4 страни затоа што во вестник ги отидат. Мене уште ме гледаат како новинар, ми викаат вие новинарите, викам не сум новинар, се уште ама тоа ми е професијата реално, новинарството ми е. Па добро, да, ама знаете некој кога ќе видите некој чаршаф во 4 страни, велите се ова нема медиум кој што ќе ви го објави, освен ако е комерцијално платено па да ви го исчита целиот, меѓутоа ефектот нема да биде тој. Сам ја кажа разликата помеѓу добар пиар и лош пиар, така да некои пиар агенции прават 4 страни соопштенија. Супер, и се чудат зашто не ги објавуваат, да. Па уште се лутат зашто не ги објавуваат, да, па 4 страни да објавите. Нешто испуштив да кажам што е интересно околу парите, интересно, ако вртиме скромно си не кажуваш, освен тоа дека си почнала со позајмени пари, но не, па каде финансиските резултати се видливи, кој сака може да си ги види, ваква на тие се не се тајни. Каде гледаш Елемент Пиер за 16 години? Од сега? Што знам, јас ќе бидам во пензија. Јас официјално во пензија ќе бидам за 12 години, ама
Доста со тоа не сме толку Не, стари. не, ама сакам да кажам 42 километри да трчиш во пензија. не, ќе си трчам јас уште, тоа не е проблем. Оваа година идејата беше малце да се прошириме во делот на дигиталниот маркетинг и дигиталниот пиар, затоа што тој сегмент не го покриваме скроз, а сега веќе мислам дека е време бидејќи се развива интензивно. Јас соработувам многу со експерти од странство. Па добро. На проекти во странство работиме, затоа што видите, сметам ова е ново за сите, затоа што претпоставам се треба и вие на компаниите да објасните дека и се помалку се рекламираат по телевизии, затоа што себе е достапно на вас. телевизијата е се уште доминантен медиум. Несомнено, но сите се со рацете во телефон. Да. А пропо што говорите, мора малку да се Да, ама нафрлам. јас исто така се гледам на YouTube, сакам да кажам јас телевизија како телевизија не гледам, ама сите емисии ги гледам на YouTube. Значи се гледам на YouTube. Но тој тренд продолжува да расте. Мојата ќерка не гледа телевизија, цело време е на Инстаграм, на TikTok и на YouTube. И сега вие треба да се шалтате малку во таа затоа насока, што така? доаѓа, низината генерација доаѓа како наш потрошувач, таа е генерација Z, после уште една генерација има и обуката до совршувањето во нашата професија мора постојано да трае бидејќи се менуваат правилата на игра постојано. Може да очекуваме повеќе пари во да. бизнисот? Секако да, секако да. Ама и нови алатки за комуникација. Затоа што се отвара нова можност, а таа треба да учите. Да. И поголем фронт. Да, и И тука е можност за предноста поголеми на- кризи. Да, и тука е помладите кои се во компанијата знаат како полесно се справат со тие работи бидејќи се во тој свет. Добро. Нешто испуштивме? Сакаш да не знам. додадеш? Не, Не? мислам, не. Маратон кога ќе трчите сега? Ќе имам неколку трки. Да? Месецка сезона, да. Сега малце вака паузирав додека траја изборите, бидејќи бев тука во Македонија, сега малце од септември ќе Пак, ама вака рекреативно и Рекреативно, држење па секој немам се јас. бајле во 5 сат, така тоа утре во 6 сум. утре во 6 Да. на кеј. Колку километри ги одите? Утре на пример 10. 10. Да. И за колку време? Па зависи од тренингот. 4 сат време. Сат време. 42 километри за колку истрчавте? 4:50. Па вие сте подобри од тие што ќе одат на Олимпијада наши. Не. Се шегувам. Не, имаме многу добар. Се Значи, шегувам. Дарио Ивановски Да, е да, еден да, од знам. најдобрите. Се Да, и шега Адриана, беше затоа што- Имаме зачудувачки многу добри трчачи во Македонија во последниве години. таму малку да поработиме на тој дел на атлетиката во однос на и на спортот и Имаме на добри пиарот. спортисти, да. А Тања, драго ми беше што се видовме, што разговаравме. Мислам дека бевме интересни. Ќе видиме, гледачите ќе кажат. Да, мислам дека бевме интересни. Интересни ти посакам многу успех со Елемент Пиар. Фала. Многу компании, ширење на бизнисот, кога веќе соработувате и сте се отвориле спрема со Србија, одете уште понагоре. Многу успех. Фала ти. Беше ова Тања Лопарски, собственик на Елемент Пиар во бизнис муабети на Фактор МК. Ви благодарам што не гледавте. Благодарности до Форманова, нашиот спонзор. Ви закажувам нова средба за 7 дена. Довидување.